Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова Телма амбуланта и овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Во модерната медицина, антибиотиците се едни од најглавните, најважните група на лекови. За нив е исто така карактеристично што се сметаше дека ќе ги решат сите здравствени проблеми на луѓето, но со текот на времето се покажа дека поради нерационалната и прекумерна употреба дојде до резистенција кај бактериите. Како треба да изгледа правилната употреба на овие лекови, ќе ни објасните нештата гостинка, доктор Катерина Игневска, специјалист по микробиологија во Жан Митрев клиник. Докторке, добар ден и добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, голем поздрав сите гледачи на Телма телевизија. Кога зборуваме за антибиотиците, можеме да прочитаме дека тие имаат антибактериско дејство. Што тоа значи? Ги убиваат бактериите, го успоруваат нивниот раст. Што е тоа точно антибактериско дејство? Така, значи антибиотиците се лекови кои што имаат дејство против бактериите, таа неде целна група на микроорганизми наменета токму за делување ефект на антибиотици кои што ние велиме имаат бактерициден или бактериостатски ефект. Тоа значи дека бактерицидните лекови ги уништуваат, ги убиваат антибиотиците, ги убиваат микроорганизмите, бактериите, за разлика од тоа, бактериостатските само го споруваат нивниот раст, односно нивното размножување, но не предизвикуваат уништување на бактериската клетка. Таа е таа разлика помеѓу бактеристатски и бактерицидни лекови. И секогаш, кога имаме избор, потребно е да се дадат, значи прв избор да ни бидат бактерицидните лекови, со цел поефикасно и поделотворно да биде давањето, потребувањето на антибиотиците. Некогаш велат луѓето, земав слаб антибиотик и затоа немаше ефект, потоа го променив и добив појак антибиотик. Постојат ли слаби и јаки антибиотици? Да, чисто користена фраза, нели, добив јак антибиотик, се излекував и така натака, што апсолутно е една голема невистина која што за жал постои во општата популација, па дури и некогаш, нели, меѓу здравствените работници ќе слушнеме од пациентите, ми даде докторката, ми рече еве ти јак антибиотик и се ќе биде во ред. Апсолутна невистина и да, сакам да кажам дека добар антибиотик постои, оној кој што е делотворен на бактеријата која што сакаме целно да ја уништиме, односно да излечиме причинителот на дадената инфекција. Така да силен, слаб, добар, јак не постои, само постои добар соодветен антибиотик. Исто така, нели, не постои таков кој што ќе ги покрие сите видови на бактерии, сите видови причинители на бактериски инфекции, туку изборот на антибиотикот треба да биде многу внимателно направен од страна на докторот кој што го препишува, кој што го препорачува на пациентот. Бидејќи таков омнипотентен лек не постои практично. Че треба да се знае што лекуваме, кој е причинителот на инфекцијата, за да знаеме кој антибиотик треба да го дадеме, за да биде добар. Обично кога пациентите ќе спомнат јак антибиотик, сметат но ние со широк спектар, така што може ли да се каже дека постојат антибиотици со тесен и со широк спектар? Так, имаме антибиотици, да, кои што има тесен спектар на дејство на одредена група на бактерии, антибиотици со широк спектар, но и тоа ништо не значи. Еве да речеме, имаме карбапенеми, кои што се понова генерација на лекови кои што имаат широк спектар на дејство. Меѓутоа, ако сме соочени од другата страна со метици или резистентен стафилококус ауреус или нели меѓу општата популација познато како МРСА, дури и ваквиот јак антибиотик, широкоспектарен антибиотик, нема да има никаков ефект, а можете да дадете, да речеме, еден ципрофлоксацин кој што може да има ефект на таква една резистентна бактерија која што има резистенција према пеницилинските препарати. Така да сепак изборот, спектарот на дејството на антибиотикот е насочено кон изолатот кој што го имаме и сме го добиле. Значи најдобро е да се направи анализа за која бактерија се работи. Изолат, како што вие спомнавте. На каков начин се може да се изолира бактеријата? Така, секогаш кога се соочуваме и треба да лекуваме бактериска инфекција, доколку се сомневаме на бактериска инфекција, треба да се земаат примероци за микробиолошки испитувања како златен стандард пред започнување на било каков антибиотик,
Така да, доколку се сомневаме на уринарна инфекција, да се земе да се направи една уринокултура. Секако тешки инфекции, каде што нели имаме акутна состојба, не мора да се чека резултатот од уринокултурата. Можеме да почнеме, велиме ние, емпириски со антибиотик, меѓутоа и изборот на емпирискиот антибиотик треба да биде многу разумно направен, многу критично направен од докторот кој што го пропишува. Да се знае дали станува збор за пациент кој што имал чести уринарни инфекции, колку често примал антибиотик во животот и кои антибиотици ги примал. Да се знае дали, да речеме, имал некаква интервенција во урогенитален тракт, дали имал катетер, и на основа на сите тие податоци можеме да направиме една најдобра, да речеме, опција, најдобар избор за пациентот во моментот, да ги соспикаме микробиолошките анализи и да го адаптираме антибиотикот доколку емпириски не сме го погодиле или доколку евентуално имаме избор да направиме, ние велиме, на деескалација на антибиотска терапија. Ако сме дале пошироко спектарен антибиотик, а имаме избор потесен антибиотик со потесен спектар, кој што ќе делува на изолатот кој што сме го добиле, тогаш да го намалиме спектарот со цел да не ги изложуваме пациентите на несакани ефекти од антибиотиците, затоа што секој антибиотик е лек, меѓутоа во одредена мера си има и своји несакани ефекти, кои што при давањето на терапиите треба да ги минимизираме. Че да го извлечеме клинички, терапевски најдобриот ефект, меѓутоа да го поштедиме пациентот односно останатата флора од останатите ефекти несакани на антибиотиците. Во пракса, која е најнеправилната употреба на антибиотиците? Да, секогаш несоодветното, значи во секојдневието, посебно во период изминатава година, видовме колку често се користат антибиотици, колку е тоа несоодветно, нерационално, неразумно земање на антибиотици во однос на индикацијата дали треба да се земе, дали е тоа бактериска инфекција или не, и во однос на типот на антибиотик кој што се зема, дозата во која што се препишува, време траењето на антибиотската терапија и така натака. Така да, веројатно респираторните инфекции, горно-респираторните предсе се тие кај кои што најголемиот, па и повеќе од 70% од несоодветно пропишани антибиотици се на ова, да речеме, поставена диагноза. Бидејќи многу често се даваат и се лекуваат изолати. Да речеме, ако имате кај дете изолат, има настинка, има течење од нос, има кашлица или покачена температура и се случува веднаш да се почне со антибиотик. Па дури и да е тоа оправдано со микробиолошки наод, да речеме, најчесто изолати мораксели, стрептококус пневмонија кај дете кои што се дели од нормална флора. И кај сите деца да направите од една популација од деца од градинка, ја видите дека повеќето ги имаат тие бактерии. Меѓутоа, тоа не е инфекција, тоа е една колонизација, една нормална флора кај деца во таа возраст. Така да, и самиот сакам да потенцирам дека и самиот изолат, докторите кога ќе добијат повратно резултатот од лабораториите, нека го споредат со биохемиска анализа на крв, со клиничка слика на детето, на пациентот, да се види дали тука има оправданост, дали има диагноза, дали детето има пневмонија, синузит, отит. Не секој изолат е достоен да биде третиран со антибиотици. Родителите обично кога ќе добијат таков резултат, дури на социјалните мрежи поставуваат прашање како да се ослободат од бактеријата во носот, иако еве како што споменавте вие, многу често таа бактерија воопшто не е причина за никакви симптоми. Докторке, кога се прават анализи на урина, понекогаш добиваме резултат присуство на многу бактерии во урината. И потоа ќе се направи анализа за каква бактерија станува збор и се случува да се добие резултат Ешерихија коли и покрај тоа што не се присутни никакви симптоми кај пациентот. Зашто се работи? Инфекција, колонизација, контаминација, што може да биде? И дали е неопходен тука антибиотик? Прво, многу е важно зошто се прави испитувањето. Ако нема симптоми, микробиолошките анализи не се прават рутински. Значи, уринокултура нема да направиме ако немаме симптоми на уринарна инфекција. Доколку се направило, имаме резултат со, како што споменавте, Ешерихија коли, еден од најчестите изолати од уринарните инфекции, значи, треба да процениме во која бројка, квантитативна проценка на бројот на бактерии во тој примерок.
не секоја бројност на бактерии значи дека е инфекција. Чано треба да биде над 100.000 колонии во 1 мл урина, за да кажеме дека имаме инфекција. Ние во нашата лабораторија секогаш паралелно уринокултурите ги работиме со седимент на урина. Проценуваме дали има леукоцити, дали има нитрити, па правиме една споредба на изолатот, на седиментот и на клиничката слика на пациентот. И тука ќе одлучиме дали треба да се повтори можеби примерокот, дали станува збор за инфекција ќе го лекуваме или тоа е само една асимптоматска бактериурија. Постојат бактерии во урината, нема никаква клиничка слика. Тогаш не е оправдано давање на антибиотици, затоа што истите нема ни да имаат ефект на бактеријата која што сме докажале. Бактериите во таа асимптоматска бактериурија се во една фаза на, да кажеме, мирување. И дадениот антибиотик нема да биде делотворен, затоа што најчесто антибиотиците делуваат во фаза на делба на бактериската клетка. Затоа таквите пациенти, освен со исклучок ако е тоа бремена жена, ако е имунокомпрометиран пациент или треба да се направи некоја уролошка интервенција, тогаш е оправдано давање на антибиотик. Во спротив на асимптоматските бактериури не се лекуваат, бидејќи дадениот антибиотик ќе направи само резистенција и ќе не можеме во следна фаза, кога имаме актуализирање на состојбата, заради одредени причини да се манифестира една клиничка слика, со температури, со дизуричните губи, со често мокрење, се она што оди во прилог на инфекција, и тогаш ќе треба да лекуваме. Меѓутоа, претходно даваните, пиените антибиотици веќе створиле резистенција и немаме толку избор на антибиотици кои што можеме да ги дадеме кај тој пациент. Така, поради масовната и некритична употреба на антибиотиците се јави оваа резистенција кај бактериите. Колку често изолирате бактерии кои што не реагираат на ниту еден антибиотик? Да, многу предпоставките за во моментот не е толку лошо, меѓутоа веројатно во наредниот период ќе не стигне она што го направивме во изминатата година. Односно насекаде во светот се злоупотреби максимално антибиотската терапија, така да видовме најразлични примери на пациенти за време на ковид пандемијата, кои што доаѓа уште од матични лекари, општо познато со тројна антибиотска терапија, со панцет, моксиклоксацин, со веќе испиен азитромицин, така да самото тоа давање на тие антибиотици толку ги, да речеме, уништи бариерите и нормалната микрофлора, еден дисбаланс на микробиомот кај пациентите, што се направи селекција на бактериската нормална флора и остануваат само резистентните соеви. И видовме многу пациенти кои што дојдоа во нашата болница и како и секогаш правиме скрининг, ке сите пациенти да знаеме каква флора носат и со што се соочуваме, освен со ковид, со вирус, што дополнително има. Видовме многу резистентни соеви, ние видиме панерезистенција, кога тие бактерии се резистентни кон повеќе групи на антибиотици, па да не речам практично на сите, и немаме избор со кој антибиотик ние би ги лекувале тие дополнителни бактериски суперинфекции. Од тргнувајќи МРСА, медицински резистентен стафилококус ауреус, многу сериозен ацинетобактер, кој што е дел исто така од цревната флора на пациентите, меѓутоа резистенција на сите антибиотици, бројни други ентеробактерии, како клепсиели, ешерихии, кои што природно би требало да бидат посетливи на повеќето антибиотици кон кои што ние ги тестираме. Така да состојбата е навистина загрижувачка и се очекува дека ќе биде уште полошо и ќе ги видиме последиците во иднина, кога и оние обичните уринарни инфекции ќе бидат навистина проблематични за лекување и ќе немаме избор на антибиотици преку уста што можеме да ги внесуваме, туку само оние широкоспектарните парентерални преку вена што треба да се внесуваат и така натака. И исто така проблем ќе биде стрептококус пневмонија, една обична пневмококна пневмонија кај децата ќе не може да се лекува како сега, токму заради тоа што ние го скративме изборот на антибиотици кои што можеме да го дадеме за лекување на пневмонија, токму заради тој нерационален пристап. Апсолутно вирусна пневмонија да биде примарно лекувана со антибиотици, а нешто што е основно и примарно дека
не може антибиотик да делува и да излекува вирусната пневмонија. Тоа се докажа и кај пациенти кои што примаат двојни и тројни антибиотски терапии, различни класи на антибиотици, се види дека вирусната пневмонија си има друг тек. Нели, пандемијата ни покажа една друга слика на вирусните пневмонии, која што беше многу драматична и кај никој од пациентите антибиотикот не помогна, само помогна да направиме резистенција. Понекогаш се случува антибиотикот да предизвика несакани дејства кај пациентите. Обично ние кои што се поблаги несакани дејства се врзани со дигестивниот тракт, односно се добива диареја. Зошто проливите се поврзани со употребата на антибиотиците? Вака, најмногу бактерии во човековиот организам има токму во цревата. Значи, во цревата на човекот има некаде 2 до 3 килограми просечно бактерии, кои што се дел од нормална флора и кои што имаат заштитна улога и се така наречените добри бактерии. Меѓутоа, кога ќе се даде антибиотик, да речеме, сакаме да лекуваме уринарна инфекција или сакаме да лекуваме пневмонија, самиот тој не носи порака само до така наречените лоши бактерии, тие што сакаме да ги уништуваме и нема толку селективен пристап. Така да делува и на останатите бактерии, на бактериите во цревата, кои што не се нормална флора, и сите тие, да речеме, најчесто осетливи бактерии биваат убиени, биваат уништени и тука цревната флора веќе не е оштетена. Се уништуваат и сите шерихи, ентерококи кои дел од нормална, добра флора, така што настанува тој цревен дисбаланс, заради кој што се случуваат диареи. И да речем уште полоша форма е фаворизирање на резистентни бактерии, промоција заради давање на антибиотици, уништување на нормална флора, оставаме простор, компетиција да така наречените лоши бактерии кои што се порезистентни си се развијат, си го окупираат просторот. Една таква е Clostridium difficile, која што продуцира и токсин, па може да предизвика улцерозен, псевдомембранозен колит. Нели, антибиотик асоцирана диареја е таа која што ја имаме како последица на долговременна антибиотска терапија. И последици... Да, како се лекуваат бактериите кои што всушност се развиваат како последица на антибиотик? Комплицирано ли е тоа? Еве, како што споменавте, Clostridium. Да, прво и основно, ако веќе имаме таква ситуација, ако имаме докажано Clostridium difficile, треба да се прекине веднаш со употреба на антибиотици. Тоа е прво и основно и треба да направиме начин или како да ја компензираме или да ја надоместиме цревната флора, за да добрите бактерии повторно се намножат и го окупираат просторот каде што треба и да ги има, а не да се остави простор за развој на вакви како што е Clostridium difficile, за развој на габички кои што исто така се дел од нормална флора, меѓутоа истите не се уништуваат со антибиотик. За нив имаме антифунгални, антимикотици, или такви средства. При давање на антибиотик тие исто така за нив се отвара простор да се намножат и да ја имаме кандидата како дополнителна компликација после употреба на антибиотици. Тука ќе погледнеме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма. Со доктор Катерина Игневска, специјалист по микробиологија во Жан Митрев клиник, денеска зборуваме за правилната рационална употреба на антибиотиците. Докторке, доколку земаме антибиотик и неколку дена по терапијата се чувствуваме подобро, може ли да ја прекинеме терапијата? Што велат новите истражувања? Така, значи секогаш многу е важно зошто се зема антибиотикот, која е дијагнозата, која е причината, затоа што не само изборот на антибиотикот, туку и должината на терапијата зависи од дијагнозата. Еве ги изборувавме веќе за уринарни инфекции. Ако ставаме збор за еден цистит, обична уринарна инфекција, 5 дена максимум терапија ќе биде доволна за излекување на една обична инфекција со Escherichia coli. Меѓутоа, ако имаме инфекција која што оди на повисоко ниво, еден пиелонефрит, тогаш потребно е подолготрајно примање на антибиотик. Така да не секогаш можеме да кажеме дека тој антибиотик се пие 3 дена, тој 5 дена.
туку во согласност со клиничката слика, со дијагнозата заради која што е пропишан тој антибиотик. Но никако не смееме да се почувствуваме подобро и да го прекинеме антибиотикот, затоа што крајниот ефект не е постигнат и ќе имаме повторна појава на инфекцијата, бидејќи не сите бактерии ќе бидат уништени и ќе имаме повторување на истата состојба. Чи најважно е да се почитува она што ќе го каже докторот, колку дена да се прима антибиотик, да не се зема на своја рака и да не се прекинува на своја рака антибиотската терапија. Меѓутоа, во суштина, во принцип, 5 дена е доволно за оние обичните респираторни инфекции, уринарни инфекции, кои што се сретнуваат во општата популација, од каде што произлегуваат и антибиотиците од матичните лекари, 5 дена е, да речеме, оптимално време на терапија. Веќе сите знаеме дека антибиотикот мора да биде придружен со пробиотик. Колку часа по земањето на антибиотик би требало да го испиеме апчето со пробиотик за антибиотикот да не ги убие и добрите бактерии? Важно ли е кои пробиотски култури ги внесуваме во тие моменти за еве да не се развие диареја предизвикана од антибиотици слично? Така, и во однос на препишувањето на пробиотиците се практикува, нели тоа, се дава антибиотик, се дава веднаш пробиотик, што порано и не беше така во пракса. И мојот став е дека не секогаш и не кај сите пациенти мора веднаш да се даде антибиотик и пробиотик. Сепак е многу важно дали станува збор за дете, бебе кој што нема стабилизирана нормална микрофлора, дали тоа возрастен, имунокомпетентен човек кој што лекува една инфекција уринарна, или станува збор за стар човек кој што е имунокомпрометиран, има и други коморбидитети, болести и така натака. Значи, пробиотикот, да, исто и зависно каков антибиотик. Ако пие антибиотик кој што е широко спектарен и од кој што очекуваме дека нормалната флора би се, нели, така, прилично нарушила, во тој случај, да, се препорачува пробиотик да се земе и со тоа надоместуваме нормална флора, во кој што најчесто ги има лактобацилите, ги има бифидобактериите и така натака, кои што нели ќе ни помогнат да си го држиме микробиомот, нели она нормална цревна флора која што така помогна микробиом сега ја имаме, ја знаеме. И но не мора да значи дека секогаш може со овие фармацевски препарати да го практикуваме тоа. Се препорачува, да речеме, на поприроден начин, со јогурт, со кефир, кои што природно содржат пробиотици, кои што можат да ни помогнат во тој период да си ја компензираме антибиотската терапија и нормализирање на цревната флора. Доколку цревната флора се наруши поради антибиотската терапија, веќе споменавте се какви компликации може да се случат, дали исто така би можело да дојде и до намалување на имунолошкиот одговор на организмот, бидејќи знаеме, велат дека имунитетот сушто се наоѓа во цревата? Така, да. Значи, секое нарушување на она што е нормална микрофлора ни оштетува така наречената природна бариера, природни одбранбени механизми. Бактериите што ги имаме ние во нашиот организам ни се природен имунитет, затоа што тие компетитивно не дозволуваат на патогените бактерии, на оние кои што се лоши бактерии да навлезат и да предизвикаат оштетување. Тие се нашата одбранбена линија. Така да, точно е дека секое нарушување на нормалната флора во цревата ќе го намали нашиот имунитет и одбраната кон дополнителни суперинфекции. А постојат ли некои студии кои што објаснуваат колку време по престанокот на земањето на антибиотската терапија доаѓа до нормализирање на нашата цревна флора на природен начин? Да, сепак тоа е индивидуално, како што кажа, зависно од самиот пациентот, од храната кој што тој внесува, значи треба да се внесуваат пробиотици во природна форма или некаков фармацевски производ, пребиотици, храната да биде доволно, нели, со влакна, со растителни производи, за да може се тоа да се искомпензира. Така да нема време кое што точно ќе ни каже за колку време ќе се врати нормалната флора. Знаете дека има луѓе кои што
добро компензираат и краткотрајно давање на антибиотик, кој што е целно даден и со тесен спектар, нема да направи такво оштетување. Да речеме, од цревата ги имаме генерално грам негативните бактерии. И тука ако дадете некој антибиотик кој што делува, да речеме, селективно на грам позитивни бактерии, например некој тетрациклин или познатиот сумамет, нема да делува толку на цревните бактерии, нема да направи оштетување и дисбаланс на цревната флора. И имаат други токсични ефекти, например, тој познат азитромицин има повеќе хепатотоксичен ефект. Да речеме, кинолоните имаат повеќе нефротоксичен, односно токсичен ефект на бубрезите, зависно од фармакокинетиката на антибиотикот кој што се дава. Така да нема точни правила, нема точно за колку време ние нормализираме нормалната флора после примање на антибиотик. А дали е sejedno ако антибиотикот се прима преку уста орално или пак преку инекција? Порано сите примаат антибиотик преку инекции. Да, тоа беше на времето кога пеницилините ги препишуваа, меѓутоа во денешно време, нели, резистенцијата кон пеницилин е веќе енормно зголемена и има други форми, поновени лекови и облици. Така да секогаш кога се лекува некоја инфекција која што не е животозагрозувачка, таа може да оди во перос форма, значи антибиотик да се земе преку уста и ќе го постигнеме истиот ефект. Целта на давање на парентералните антибиотици, односно преку вена или мускулна апликација на антибиотик е кај пациенти кои што се со тешка инфекција. И тука треба концентрацијата на лекот да се постигне за многу пократко време во крвта да делува и секако дека правилото е во првиот момент кога може пациентот да се префрли од парентерален, значи од лек што се дава преку вена или мускулна, на форма која што може да ја прима преку уста. Сега некогаш постојат контраиндикации, или пациенти кои што имаат се во коматозна состојба, повраќаат, не го толерираат внесот преку уста, тогаш мораме да најдеме начин да му го дадеме антибиотикот парентерално, преку вена или мускулно. Меѓутоа преферирана форма е преку уста со антибиотиците, нема причина зошто да се оди и да се дава таков, нели, и за пациентот постресно и помалку комфортно лекување со парентералните форми. Научниците со години не работеа на создавање нови класи антибиотици. Дали ќе морава да се промени за да не се влезе во постантибиотска ера? Да, создавањето на нови антибиотици е долготраен процес и требаат многу години, многу испитувања, затоа и не така често излегуваат новите антибиотски клас и лекови натака. Така да, што треба ние да направиме е во моментов да се преиспитаме во однос на употребата на антибиотиците. Една топла препорака и до сите здравствени работници да се внимава кога, која е индикацијата и зашто се дава антибиотикот. Дали е тоа за да ги заштитиме пациентите или за да заштитиме самите себе, да не случајно пациентот направи дополнителна компликација, па да не биде или лекарот не ми даде антибиотик и затоа мојата состојба е влошена. Значи многу критично и многу разумно во однос на пропишување на антибиотиците е првото, а понатака развивање на нови антибиотици навистина ќе биде тежок период и навистина тешко ќе биде понатака лекувањето на инфекциите, бидејќи веќе чекориме кон таа постантибиотска ера, гледаме колку сме немоќни, бидејќи веќе се формирани мултирезистентни соеви. Антибиотиците се тие што ги имаме и веќе ги искористивме. Сите моќи, сите сили со антибиотиците се потрошени во пандемијава. Така да разумно видина во однос на препишувањето за да ги зачуваме барем оние кои што можеме да ги искористиме. Така, бидејќи бактериите се исклучително приспособливи организми, тоа го научивме и треба сите да направиме некаков свој личен придонес за што побавно да влеземе во таа како што ја нарекуваат постантибиотска ера. Ви благодарам. Тргнавме веќе натака. Да, но еве да се надеваме дека ќе има и нови класи на антибиотици, дека ќе излезат на пазарот, па дека работите и нема да бидат толку црни. Ви благодарам за денешното гостување во Телма амбуланта.
Благодарам, пријатно. Почитувани, денешна гостинка во емисијата ни беше доктор Катерина Игневска, специјалист по микробиологија во Жан Митрев клиник. Воедно, ова е последната емисија на Телма амбуланта во оваа сезона. Ви посакувам убави летни денови, одморете, бидете живи и здрави и се гледаме повторно од септември. До гледање.